Благодарам. Почитувам председател на Собранието, колеги пратеници, почитувам премиер и министри. Гледам за почеток ни пола влада не е присутна тука, толку од почита кон законодавниот дом. Се мислев што прашања да поставам, на кои теми, а при тоа да добијам некој конкретен одговор, да не биде тоа повторно од длабокото, па вака, па така и така натаму. Се мисля дали ја поставам прашање за платата, за просечната плата, а видовме вчера под ваша команда, премиере, пратениците на владачкото мнозинство не го изгласа предлог законот. Ги оставија работниците без големини плати, имаат проблеми во секојдневниот живот, не може да врзат крај со крај, тие не протестираат заради некаков чалам, тие протестираат поради вистински проблем. Викате требало да се почитуваат законите. Зашто не ги почитувавте за пензионерите? Зашто направивте таков упат и направивте линарно зголемување на пензиите? Викате треба да се договорат работниците со работодавачите. Па зашто не ги оставите лозарите се договорат за откупната цена со лозарите? Туку тогаш владата интервенира. Кога сме кај земјоделството. Што да се праша за земјоделството? Нема сектор во земјоделството во кој што нема проблем. Се ветува повисоки откупни цени, повисоки субвенции, тутунарите се соочени со помала сума на пари, субвенции од 100 на 80 денари за прва класа, тутун, лозарите со помала откупна цена на килограм грозје, понатаму сточарите со помала цена, по грло добиток од 12 на 8.000 денари, преполовена откупната цена на оризот, млекото веќе и нема кој целото да го откупува. Што да се праша за образованието, ја не можам да сватам. Како буткате таков еден закон на сила? Кога гледате дека цела академска фела, цела академска заедница е против те измени. Тој закон е противуставен. Не сме владата да прави таков упат во автономијата на универзитетот. Не смеете да укинувате универзитети и програми по волја само на министерот и некој негов тим. Јас сум прилично сигурен, жал ми е што професорката не е тука, дека таа ова не го прави на своја волја. Туку трпи притисок од вас. Ја многу добро ја знам, професорката Јаневска. Не е таа жена која што е без искуство и би правила вакви измени, соочена со сериозен отпор од сите факултети во држава, и државни, и приватни, и така натаму. Што да се праша за дрогата, што помина преку граница? Нема одговор. Знам, ќе кажете, Струмица, ваму таму. 5 тони дрога се препакувале, патувале низ истокот на земјата, како јастуци, како јоргани, поминале граница, не ги видела полиција, не ги видела царина. Таму ги примаат луѓе блиски до СНС, вашата сестринска партија. Се мисля да прашам нешто за Симо, со кој што имате цел албум со слики, човекот што пука со Калашников и при тоа го цитира Шешел. Што да се каже за европската интеграција? Јасно е, јасно и гласно кажавте дека чекор напред земјава нема да напри. Да не збориме за инвестиции, нема никакви инвестиции. Ниво енергетика, ниво технологија. Посебно е проблематичен секторот енергетика, поради тоа што карбон сертификатите и правилниците не се донесени. Големите инвеститори, кои што ги најавувате, се откажуваат од инвестициите кои што вие ги најавувате. Овде никој нема да вложи 1 евро, поради тоа што системот не направивте ништо. Да го спремите да прими инвестиции. Сакам да ја прашам следно. Кој е Душан Адамовиќ? Кој е Душан Адамовиќ, ново назначениот конзул на Македонија у Србија? Кои критериуми се исполнети согласно упатството за постапка за номинација и задачи на почесни конзули, објавено службен весник? Прво треба да е докажан пријател или негова почет и симпатии кон Република Северна Македонија. На Твитер видовме дека човекот пишува дека е ова Српска Македонија и дека е окупирана територија. Понатаму треба да не е осудуван за кривични дела. Од медиумите гледаме дека тој е навивач, дека
му бил дигнат автомобилот во воздух, дека му било пукано во носот. Дали АНБ тоа го проверил? Треба да е афирмирана личност од областите на своето професионално делување. Освен што е високо позициониран член на вашата сестринска партија, СНС, друго не сме видели. И да има влијание во јавниот, политичкиот, стопанскиот и културниот живот на државата домаќин. Освен што се фали со своји контакти, врски и релации со Русија, ние друго не сме видели. Тој човек го видовме на прославата после вашата победа на изборите 24-та, тука, во Скопје, го видовме и на Конгресот на ВМРО-ДПМН. Моето прашање е конкретно. Кој е Душан Адамовиќ, зошто е поставен за конзул и имате ли лична релација со него? Благодарам.